Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Господин Османи, неодамна изјавивте дека рекет го става на тест институционалниот капацитет на земјава. Го става ли случајот на тест датумот за преговори со Европската Унија во октомври? Мислам дека е баш лакмус тест пред големата октомвриска одлука на Советот на Европската Унија, за да се испита на некој начин дали институциите созреа со реформите што ги правевме во целиот овој период. Така да, мојот став дека оваа кризна ситуација може да ја претвориме во можност доколку навистина институциите одговараат сериозно и на ефикасен, транспарентен и непристрасен начин го расветлуваат целиот случај до крај, независно какви политички импликации може да има. Значи, ќе го повторам ставот дека криминалци и криминал има секаде, разликата меѓу државите ја прави дали имате институции кои што знаат да се справат на непристрасен начин. Известно е дека обвинение за случајот нема да има до октомври. Тогаш нема да има ни датум? Не, мислам дека земјите членки се одблиску информирани, и ние ги информираме за целиот тек на настаните, меѓутоа и тие сами го следат процесот и доколку продолжи ова храбро пристапување на обвинителството кон решавање на овој случај до крај, до расветлување на сите алки на овој процес, мислам дека земјите членки тоа ќе го ценат независно дали формално во која фаза постапката ќе биде во моментот на донесување на одлуката. Значи со сигурност добиваме датум во октомври? Мислам дека нема причина од наша страна кој што би предизвикало поинаква одлука. Се разбира дека тоа што се случува во европски контекст, дали со Брекзитот може некој да го користи како оправдување, меѓутоа јас сметам дека ниту тоа нема да биде доволен аргумент за да се игнорира нашата позитивна приказна која што е апсолутно извонредна, меѓутоа и порака која што ќе има значителен ефект врз другите држави во регионот. Услов е и законот за јавно обвинителство за кој нема поддршка од ВМРО ДПМН. Дали планот Б е лош преседан и има опасност од правна несигурност, како што тврди опозицијата? Јас мислам дека разликите помеѓу главните политички партии од македонскиот блок не се ненадминливи, не се непремостливи. Само е потребна сериозна политичка волја и седнување на маса со цел да се надминуваат тие разлики. Све што е во рамки на црвените линии кои што и Европската Унија ги поставува, меѓутоа и ние како влада, а тоа е дека треба да има институција која се справува со криминал од високо ниво и дека сите случаи, дали од прислушувањата, дали надвор од прислушувањата, за кои што има индикации, треба да се расветлат во една судска процедура. Све во рамки на овие граници, мислам дека има простор за компромис и јас сум оптимист дека ќе се најде компромис за законот за јавно обвинителство и ќе се донесе со консензус помеѓу сите политички партии. Дали за вас обвинителката Вилма Русковска е прифатлив избор да го води новото обвинителство и да бидат, како што кажавте, преземени сите обвиненија и истраги од специјалното јавно обвинителство? Јас мислам дека црвените линии за кои компромис не треба да има се тие две што ги кажав, а тоа е да постои институција која ќе се занимава со така наречена white collar corruption, односно корупција на високо ниво и да не останат предмети за кои што има индикации или пак се почнати да не бидат расветлени, односно затворени со политички одлуки. Све друго треба да биде предмет на компромис и консензус. Сметам дека консензусот за овој закон во пресрет на големата одлука е многу поголем. Консензусот е многу поголем од некакви си ставови на политичките партии по однос на законот надвор од овие две црвени линии. Воедно независноста на судството и владење на правото се клучни во евроинтеграциите. Воедно се повикува дека секој што се огрешил пред законот ќе одговара, но никој од политичарите не заврши во затвор. Значи, тоа е прашање на судските органи.
и токму овој напор да се создаде институција која што ќе се занимава со корупција на високо ниво треба да го даде одговорот на тоа прашање. Јас мислам дека нашиот трак рекорд во однос на владењето на правото не е за подценување во последниот период. За жал, тоа што се случи во специјалното јавно обвинителство даде темна сенка и го компромитираше целиот тој позитивен одек до сега кој што го имавме, меѓутоа мислам дека иако одиме по бројот на предмети, по бројот на отворени истраги и за високи функционери, сметам дека имаме солиден трак рекорд кој што можеме да го прикажеме пред Европската унија. Сега е важно да ја надминеме оваа ситуација со рекет, да го донесеме законот за јавно обвинителство и да ја продолжиме борбата против корупција на било кое ниво. Какви ви се односите со СДСМ, а какви со ВМРО? Видете, со СДСМ се обидуваме да функционираме во рамките на коалицијата, имајќи предвид дека се работи за две различни политички програми кои што се вклопени во една владина програма. Секој ден е компромис за реализација на програмите на двете политички партии. Мислам дека по однос на тоа што го постигнавме и го испорачавме овој период, можам да кажам дека тоа беше една задоволително ниво на соработка кој што го имавме до сега. Со ВМРО ДПМН имаме нормална комуникација во рамки на институциите. Нашата цел во овој период е да овозможиме што поголем простор за консензус по однос на главните политички прашања. Имајќи предвид дека и јас себе како представник на ДУИ и како вице-премиер за европски прашања, сметам дека моментите се историски за надпартиски консензус по однос на клучните стратешки прашања. И сметам дека ДУИ одлично ја игра оваа улога на создавање простор за постигнување на наднационален консензус по однос на стратешките прашања. Зошто сметате дека Хисен Джемаили, кој беше обвинет за случајот малтретирани градежни работници од Маврово, е добар избор за министер? Вака, прво, господинот Джемаили не е осуден и не е за настаните што вие ги спомнувате. Тоа беше во главном дел од некаква си пропаганда порано кон она и нашите информации се дека воопшто не ни бил вмешан во настаните за кои што се спомнува. Меѓутоа, легално правно он нема пречка за држење на таква функција, јавна функција. Он беше председател на Советот на Тетово, беше пратеник во Собранието на Република Македонија. Да, но тогаш му беше одземен имунитетот за овој случај. Да, меѓутоа знаете дека процесот формално е завршен со амнестија, со автентично толкување на законот за амнестија од 2001 година. Значи ви кажувам дека и формално правно нема пречка, меѓутоа еве и неформално можам да ги споделам информациите кои што ги имам дека господинот Джемаили воопшто не бил дел од настаните за кои што се спомнува. Меѓутоа во однос на компетентноста, во однос на образованието и во однос на искуството, апсолутно сметам дека е прав човек на право место. Кога сме кај министрите, зошто Садула Дураки повторно доби доверба да извршува министерска функција? Улогата на министерот за политички систем е да ја продолжи имплементацијата на Охридскиот рамковен договор, да создаде кохезија меѓу етничките заедници. И Садула Дураку, имајќи предвид дека е еден од учесниците во донесување на Охридскиот рамковен договор, меѓутоа и жив сведок на имплементацијата на договорот сите овие 18 години, апсолутно сметам дека представува на некој начин институционалната меморија во спроведување на рамковниот договор и правиот човек кој што треба да продолжи со следење на динамиката на имплементација. Меѓутоа, ако сметате во однос на возраста или некакви други забелешки, не знам од која причина го спомнувате господинот Дураку. Мислев на критиките за неговото раководење со Министерството за животна средина и просторно планирање. Критиките беа во главном од опозицијата, мислам дека тоа е задача на опозицијата да критикува независно дали е тоа објективно подковано.
Советникот од редовите на ДУИ Нифи Усеини изгради дивоградба во Охрид, физички напад на универзитетски професор. Дали за вас како партија е прифатливо вакво однесување на еден ваш член? Не, апсолутно е неприфатливо и затоа институциите треба да ги превземаат сите мерки. Тоа што ние тогаш го коментиравме и што сметаме дека би било правилниот пристап е доколку има неселективен пристап кон случаите од слично значење. Например, ако во Охрид има над 1400 дивоградби, правење на кампања која ќе се фокусира на еден човек, обидувајќи се неговите приватни бизниси да се поврзуваат со неговата политичка афилијација, па вклучување на ДУИ во контекст на сето ова, ми изгледа нечесно. Сметам дека треба неселективен пристап кон оваа прашање, кое што апсолутно е штетно и го ризикува статусот на Охрид, меѓутоа не треба никаков друг партиски, политички или етнички наратив да се додаде на ваквите действија за да од тоа се направи политичка приказна. Тоа е тоа што пречи. Дали тоа го исклучува од вина Усеини? Апсолутно не. Апсолутно не. Јас мислам дека господинот Усеини има сам кажано дека кога ќе се реши да се рушат сите дивоградби во Охрид, тој би бил почестен да биде првиот со кого ќе се почне рушењето на дивоградби. А другите девијации апсолутно ДУИ не ги поддржува и ги осудува. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.